Тато, помагај. Кажи бе, синко. Се откажувам од медицина, не ќе више доктор да бидам. Како бе се откажеш, 6 години студираш, а сега си на специализација ќе се откажуваш? Ајде бе, не ме зафркавај бе, работам со договор на дело за мизерна плата бе, не ми стига за детено пелени да купам бе, нема пари бе. Добро, и шо ти е сега планот? А знам дека имаш врски у партија да ми помогнеш да се вработам у македонска навигација. Бараат техничар за сервисирање клими, 50.000 денари е почетна плата, плюс директориве распишале конкурс за советници по 1100 евра плата. Добро, се тоа убаво, ама ти ни у поправање клими се разбираш, ни нешто се разбираш у врска со авиација. Значи, слушај ме сега добро. Или македонска навигација, или јас си ги пакувам куферите и си одам у странство. Не планирам да бидам ја доктор у мизеријава тука у нашава држава. Не ќе немам за лев бе, човече. Добро, не е нормално. Добро, смири се, сега ќе го побарам ја на телефон на Аце, па ќе видим. Ајде. Ало, Аце? Еј, брате, Јоцо овде. Добро, ти како си? Слушај, ајде да не ти одземам многу време, знаеш, син ми е доктор. Ама таму со плати, не, мачање, како да ти кажам, абе, детево нема ни на внук ми ни памперси да му купи. Па слушнал дека таму кај вас у навигација имало конкурс. Сега не мора контролор нешто, советник, ова, она. Каква врска има со авиони? Па, кажи му, имам направено 20 авионски макети. Има направено 20 авионски макети. Да, 20. Прашува какви се, дал цивилни или воени? 13 се патнички, 7 се воени. 13 се патнички, 7 воени. Да, може? Фала ти многу. Слушај, баш као доктор. Па, не дај Боже му се слоши на некој таму МНАВ, ќе се најде детево, а? Значи готово, завршена работа. Фала ти, Аце, да си ви жив и здрав. Ајде, пријатно, фала. Готово, завршено. Тато, ти си цар, бе, фала ти најмногу на свет. Сега можам да ја скинам дипломата комотно, бе. Никако кинење дипломата. Може ќе дадат подобри времења? Чува ја случајно. Ај, по една ракија да донес. Ај.